Премиерот Димитар Ковачевски не сака да слушне за референдум. Барањето на опозицијската ВМРО ДПМН е било нерелевантно и за внатрешна политичка употреба. Според него народот се изјаснил за македонските евроинтеграции уште на референдумот во 1991 година и не чувствува потреба да го слушне мислењето на граѓаните. Дали сакаат под вакви услови да се води преговарачкиот процес за влез во Европската унија? Таа политичка партија треба идеолошки да расчисти прво кај себе, дали сакаат да ја видат Република Северна Македонија членка на Европска унија или не сакаат да ја видат. Оно што можам да порачаме е дека Република Северна Македонија ги почна преговорите и тоа ги почнавме со чист македонски јазик, со заштитен идентитет, не кажано само од нас, туку напишано на хартија и потврдено од претседателот на Европската комисија господја фон дер Лејен и од потпредседателот на Европската комисија господинот Жозеф Борел. Од опозицијската ВМРО ДПМН која претходно побара поддршка од власта и сите политички партии за одржување на референдум, обвинија дека Ковачевски го множи народот со нула и покажал дека не му е важен ставот на граѓаните. И денеска Ковачевски оди со глава од зид против народот, без да понуди едно рационално објаснување зашто бега од референдум. Ако се е како што кажува Ковачевски, тогаш нема причина да се плаши за своите политики. Но очигледно Ковачевски е свесен дека народот е против асимилација кој тој ја турка и затоа бега од соочување со него. Тој треба да е свесен дека со ваквиот однос кон народот, тој самиот ќе биде нула и на референдумот и на следните избори. Се уште се во тек консултациите со експертите и членовите на партијата за тоа како точно би гласело референдумското прашање. А лидерот на ВМРО ДПМН изјави дека формулацијата е многу блиска до предлогот кој претходно го даде претседателот Стево Пендаровски. Опозицијската партија стои на ставот дека нема да поддржи уставни измени, на што се задолжи владата со прифаќањето на францускиот предлог. Дека отворањето на уставот е главен услов во преговарачкиот процес, призна и премиерот Ковачевски. Македонија ќе треба да направи доста законски па и уставни измени. Во спротивно процесот ќе биде стопиран.